Радост на сите се наоѓаме во храмот во кој што се наоѓа каменот на кој стоил Исус Христос пред да се вознесе на небесата. Овој храм го чуваат муслиманите и нашата радост беше посебна бидејќи плочата беше натопена со мироточение. Сите знаете за овој, значи, малку на кратко обратно, ако сакаш да кажеш што се случи на Вознесение на слушање. Или да кажем јас како сакаш. Што сте деснували на Вознесение? Само Вознесение. Слушајте маце, слушајте го. Господ се одавде вознел на небо. Неговите ученици су били ту близу и изнад Иеруски манастир станала е Пресвета Богородица со апостолом Јованом и гледала Господа како се вознел на небо. Одавде са Маслинске горе, или највише и боravi на Маслинске горе, каде е био Јерусалим. Се представи. Јас би сакал само ова е многу важно да слушнете. Пред нашиот Спасител да се вознесе, значи тој 40 дена му требало на своите ученици, нели, после своето славно воскресение, и му вели: останете во Јерусалим, ќе го испратам Светиот Дух. Тоа се случува по 10 дена на празникот 50 или духовно. И уште нешто му вели пред да се вознесе на небото: одете низ целиот свет, ширете го моето учење и секој што ќе поверува, крстете го во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. И затоа и ние правиме 40-дневен помен на покојните во спомен на Христовото вознесение, тоест дека човекот 40 дена, душата до покојање, е се уште овде со блиските на овој свет, каде што го поминувал својот живот, а потоа Господ го зема на някаде. И ако не сте чули, ово мало место е царица Јелена саградила цркву, коju su kasnije porušili. И нашиот Спасител да не со воскресни, со вознесе. Počeo sa otiskom stopala. Hriste počeo tamo gde smo bili u metoku Gecemanskom u zimi. На 40-тиот ден по вознесението Исус се вознал на небесата, а неговите апостоли се вратиле во Иерусалим и го прославувале и благословувале по храмовите, односно го ширеле Словото Божјо низ целата земја. Слава ти, Боже наш, што не удостои да бидеме во близина и во храмот, каде што ти од овој камен си се вознал на небото.